Добар ден. Поминаа повеќе од 2 години откако саемите на автомобили не се одржуваат во инает на пандемијата и како најава дека работите се враќаат на старите токови ни покажаа кинезите. Тие го одржуваат салонот на автомобили во Шангај, каде се представени многу новитети важни за тамошниот пазар, но и светски премиери. На глобално ниво се случува недостаток на репроматеријали за гумарската индустрија, додека кај нас се представени новите летни пневматици Nokian Powerproof. За моторциклистите интересен ќе биде Triumph Scrambler, а под лупа го ставивме новиот Peugeot 3008. Пред тестот започнуваме со европските премиери во Шангај. Volkswagen ги поддржа своите амбициозни планови до 2030 година барем половината од возилата што ги продава во Кина да бидат електрични со представување на посебен модел наменет за таму. Наречен е ID6 и неговото појавување никого не изненади, бидејќи концептот ID Rooms кој го најави беше покажан пред 2 години токму во Шангај. Иако во основа се работи за 30 см продолжена верзија на ID4 во која има место за 3 реда седишта, некои разлики сепак има. Најочигледна е постоењето на 2 верзии доозначени со X и Cross, од кои втората кокетира со кросоверскиот стил и има дополнителни заштитни елементи, малку поинакви светла и браник и други тркала. Но суштинската разлика меѓу нив е што ќе се произведуваат во посебни фабрики на двајцата кинески партнери на Volkswagen. Механиката сепак ќе биде иста, бидејќи е искористена познатата MEB платформа од другите електрични возила. Верзиите со еден електромотор ќе имаат 180, односно 204 конјски сили, а топ верзијата со погон на сите 4 тркала, 2 електромотора со вкупно 306 коњи. Со нив ќе забрза до 100 км на час за 6,6 секунди, а пакетот батерии од 77 кВт ќе ја овозможи автономија од 588 км. По скромните изведби ќе имаат батерии од 58 кВт доволни за 430 км автономија. Заедничко за сите верзии на ID6 е модерната, просторна и добро опремена кабина. Дека кинескиот пазар има огромно значење за Господарот на прстените, покажаат експонатите кои за прв пат се појавуваат пред очите на јавноста. Новиот концепт Audi A6 e-tron и обновениот Audi Q5L се дел од експонатите на заедничкиот изложбен штанд со кинеските партнерски компании на групацијата Volkswagen. Покрај тоа, Audi A7L и студијата, едноставно наречена SUV, се уште се завиткани во маскерен филм со името Audi Concept Шангај. Концепт автомобилот e-tron, кој е прв врз основа на новата PPE платформа, резервирана исклучиво за електричните автомобили, е од посебен интерес за Европа како електрична верзија на A6. Седанот Sportback долг 4,96 метри има батерија од 100 кВт, се најавува со максимален дострел според WLTP, повеќе од 700 км. 800 волтната технологија треба да осигура полнење на батериите за дострел од 300 км за само 10 минути. Идната серијска верзија ќе биде произведувана во Европа и Кина и ќе се нуди ширум светот.
Со новиот Audi Q5L, брендот сега ја комплетира ревизијата на спортско корисните возила во верзија со долго меѓуоскино растојание кој ќе продолжи да се гради во фабриката во Ченгчун. Редизајнираниот седан Audi A7L, кој ќе започне со производство во текот на годинава, е представен во сериската верзија. Произведен во Шангај и резервиран за кинескиот пазар, тој е мешавина од A7 Sportback и има потпирање со воздушна суспензија, управувани задни тркала и кватро погон. Студијата за теренци со името Audi Concept Шангај се уште е маскирана. Производствената верзија на целосно електричниот модел долг 4,87 метри ќе биде представена во втората половина на 2021 година. Салонот на автомобилите во Шангај е место за представување на првото потполно електрично возило на Toyota. Ова е своевидно изненадување бидејќи пионерот во комерцијализацијата на хибридниот погон доцни неколку години со ваков модел. Изненадува и името на концептот бидејќи повеќе наликува на математичка формула отколку име на автомобил. Како што објаснуваат јапонците, првите две букви најавуваат дека се работи за возило со батерии и нула издувни гасови, додека остатокот го нагласува погонот на сите тркала. Студијата е развиена заедно со Subaru и се очекува да започне со сериско производство во средината на 2022 година. Изгледот во голема мерка е пресликан од успешниот кросовер CHR. Првото потполно електрично возило на Toyota се базира на модуларната платформа e-TNGA, специјално развиена за електрични возила со батерии. Сепак, јапонците се уште молчат за точните карактеристики на погонот на струја. Изјавија дека електричните мотори на предната и задната оска треба во комбинација со мокната високонапонска батерија да обезбедат конкурентен опсег. Дури најавуваат интегриран систем за соларно полнење кој има за цел да ја зголеми автономијата. Концептот BZ4X е првиот модел од новото електрично портфолио на Toyota. Јапонската автомобилска групација планира да воведе вкупно 15 електрични возила на батерии на светскиот пазар до 2025 година, вклучително и 7 модели BZ. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја. А сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Nokian е првиот производител кој направи зимски пневматици за автомобилите. На ова поле е етаблирана марка, но финците со тоа не се задоволуваат. Целта е повисоко да се позиционираат на пазарот за летни пневматици.
Кај нас пристигна новиот производ PowerProof, кој има напредна технологија во конструкцијата, а за купувачите обезбедена е 2-годишна гаранција. Како дел од стратегијата за развој на финскиот производител на пневматици, Nokian Tyre се фокусирање на летните производи. Со отварањето на современиот развојно-испитен центар, распространет на 300 хектари, овозможува идеални услови за развој на врвен летен пневматик наменет за потребите на потрошувачите од Централна Европа. Санта Круз де ла Зарза, на околу 1 час возење од шпанската престолнина, овозможува идеални услови за намената. Тоа изискува безкомпромисно припојување на патот, издржливост на високи температури и отпорност на удари. За такви карактеристики регрутиран е арамидот, материјал познат по својата еластичност и цврста структура, досега употребуван само во одбрамбената индустрија. Армираната основа е надградена со специјално развиен профил во соработка со двојниот Формула 1 шампион Мика Хакинен. Генерацијата PowerProof е одговор на променливите летни услови и различните површини на коловозот. Тука се приклучуваат температурните варијации од преку 40 степени меѓу студените пролетни денови и летната жега. Според својата намена, тој е идеален за нашите услови. Со промовирањето на македонскиот пазар како доказ за вонсериската издржливост од страна на дистрибутерот Мотоцентар, овозможена е гаранција во трајање од 2 години за пневматиците PowerProof и WetProof. Во склад со заштитните мерки, возилата се дезинфицираат пред да се пристапи на стандардната процедура за менување на пневматиците. И повторно, со онлайн потполнување на образецот се регистрирате како собственик на гаранцијата која ги покрива санирањето на оштетените пневматици. Доколку тоа не е можно, добивате нови. Резултатите на направените споредбени тестови покажуваат дека тандемот PowerProof и WetProof се наметнуваат во премиум сегментот на летни пневматици со високо конкурентен однос на перформанса и цена. На тоа се приклучуваат нивните деривати наменети за спортско корисните возила со наставка SUV. Форд Мустанг за својот 57-ми роден ден го доби најубавиот подарок. 6-ти пат поред беше прогласен за најдобро продаван спортски автомобил во светот. Сладката титула тој ја освои со пласираните 80.577 примероци, што е за 27% помалку од лани. Но и покрај тоа Мустанг успеа да го зголеми своето пазарно учество од 14,8 на 15,1%, што покажува дека популарноста му расте. Најмногу секако во Соединетите Американски држави, каде лани беа продадени нешто на 61.000 возила, од кои повеќе од 1/3 во Тексас, Калифорнија и Флорида. Сегашната 6-та генерација на Мустанг, која беше представена во 2015 година, воедно е и прва која се продава и во други светски региони, во далеку помали бројки, но со сериозни проценти на пораст. Со оглед дека Форд постојано го усовршува Мустанг и додава нови верзии, не се сомневаме дека и во иднина ќе биде така.
Година дена по лансирањето, Polestar ја прошири гамата на својот електричен модел со нова основна верзија со еден електромотор. Така, покрај перформансната изведба со 408 конски сили, Polestar 2 сега ќе биде на располагање и со погон само на предните тркала и максимални 224, односно 231 конска сила во зависност од батериите. Тие може да бидат со капацитет од 64 или 78 киловат-часа и да обезбедат автономија од 440, односно 540 километри. Детали за времето на полнење не се објавени, а максималната брзина е ограничена на само 160 км на час. Со исфрлањето на вториот електромотор, кинезите со шведско педигре успеа да ја намалат цената на Polestar на привлечни 40.000 евра. Но и покрај тоа опременоста останува на завидно ниво. Меѓу другото, тука се LED светлата, големите 19-инчни тркала и аудио систем со 8 звучници и 11-инчен екран чувствителен на допир. Продажбата ќе му започне веќе идниот месец, но засега не се објавуваат предвидувањата за очекуваните бројки. Со календарското доаѓање на пролета започнува сезоната на автомотоспортот. Opel со електричната Corsa ќе учествува во германскиот рели шампионат за такви возила, а од Обединетото кралство ни доаѓа новиот Triumph Scrambler, моторцикл што повторно ќе ги смати работите во овој сегмент. Триумф пријатно ги изненади поклониците на авантуристичката класика. При освежувањето на Скремблер 1200 додаде специјална серија посветена на Стив Маквин, направена во соработка со неговото семејство. Таа го слави овој еден од најпознатите холивудски актери, љубители на моторцикли и икона на своето време. Измените во однос на стандардните Scrambler 1200 XC и XE се мали и главно сведени на дизајнерски детали инспирирани од спецификациите на тркачкиот TR6, кој Маквин го прослави во филмот Големото богатство од 1963 година. Меѓу нив се издвојува посебниот рачно украсен резервоар во зелена боја со алуминиумско капаче и графика со ликот на Маквин. Сите 1000 предвидени примероци ќе бидат нумерирани и со ласер гравиран неговиот потпис како потврда за автентичноста. Агрегатот е истиот, сега со Euro 5 норми, 90 конски сили и нов издувен систем. Подобрени се дистрибуцијата на топлината и распределбата на вртежниот момент во согласност со перформансите кои се очекуваат од ваквиот тип моторцикл. Кормилото може да се подесува по височина, а ослонувањето и сопирачките се унапредени со нови компоненти. Инструментаблата е модерна и прегледна, а на располагање се повеќе од 70 додатоци за персонализација на моторциклот. Продажбата на новата серија на Scrambler ќе започне во јуни. Кога автоспортот е во прашање, безбедноста секогаш е на прво место. Затоа и Opel во пресрет на германскиот шампионат на електрични возила ја опреми тркачката Corsa E со посебен акустичен систем со кој гледачите и судиите ќе може да го слушнат автомобилот кога ќе доаѓа. Дека така треба на инженерите на Opel им беше јасно уште од почетокот на развојот на возилото. Недостатокот на искуство на ова поле го надминаа со многу проби и што електричната Corsa со своето единствено озвучување веќе е подготвена за учество на првиот рели надпревар во светот за електрични автомобили. Основа на системот се посебни водоотпорни и издржливи звучници од бродоградителската индустрија, поставени на надворешноста на Corsa, каде се изложени на вибрации, прашина и евентуални оштетувања.
Двата звучника имаат по 400 вати и звукот го добиваат од засилувач чиј софтвер ги следи работата на моторот и брзината на возилото. Сето тоа е ускладено така што возилото создава вистинска бучава, лесно препознатлива за човековото уво. Пандемијата како да не влијаеше на производителите на јахти. Напротив, тие забрзаа со работа за подобро подготвени да ја дочекаат новата сезона. Но на изненадување на стручната јавност меѓу сите новитети, вниманието на купувачите највеќе го привлече еден модел кој ниту е нов, ниту доаѓа од познат производител, туку од турската компанија Нюмарин. Со база во Истанбул, таа располага со производствени хали од 35.000 квадратни метри и капацитет за 50 пловила годишно. Специјализирана е за високоперформансни јахти, а гамата им се состои од 3 серии со должина од 19 до 45 метри. Моделот 62 Flybridge, представен во 2016-та, е една од најмалите. Направена е од интернационален и динамичен тим со примена на иновативни решенија и врвна технологија. Со оглед на поттеклото изненадува со својот квалитет како при проектирањето, така и со употребените материјали. Можеби и затоа е во фокусот на искусните наутичари, најмногу од Блискиот Исток и двете Америки, но и од Шпанија, Франција и Хрватска. Просторноста што ја нуди отворената палуба е облагородена со модерниот дизајн со спортски истакнати линии. Тоа не е случајно, бидејќи располага со два Volvo мотори од по 725 конски сили со кои ќе постигне максимални 57 км на час. За оние што сакаат повеќе, може да се добие со уште 4 различни погонски опции со вкупна моќност до 2400 конски сили. Тежи 28 тони, а цената изнесува доста конкурентни 1.350.000 евра. Дека рестайлингот може да биде подеднакво возбудлив како правење потполно нов дизајн, покажува примерот на 3008. Тој и во првата и во втората генерација имаше интересен дизајн, но со рестайлингот на втората генерација покажува Peugeot дека дури и спортско корисните возила кои не чинат повеќе од 30.000 евра можат сериски да доаѓаат извонредно атрактивно и забележливо. Нов на македонскиот пазар 3008 е од почетокот на годината, но ние дури сега најдовме простор да го тестираме. Испод хаубата го имаме 1,5 литрениот турбодизел мотор, чија потврдена економичност во комбинација со извонредно атрактивниот дизајн може да пружи многу. Но колку ќе видиме во нашето возење? Интериерот на 3008 е исполнет со удобност, ергономија, квалитетни материјали, но и скулптурално формирани површини, како што е оваа предната, која веќе ја видовме и кај 208-ката и 2008-ката. Има доста простор за одложување на дребули, но првата критика за интериерот е местото за оставање на пијалоци. Погледнете, ако тука ви стои пијалокот или тука, многу ќе ви пречи на менувањето на брзините, особено во град. Погледнете, ова е навистина извонредно лошо решение. Може би е добро доколку би имале автоматски менувач, но
тоа е што е. Познатиот iCockpit и големиот дисплеј на врвот на централната конзола ви пружаат јасна слика за состојбата на патот, но и на целиот автомобил. Преку него можете да командувате скоро се. 6-степениот мануелен менувач би требало да даде економични и добри перформанси на моторот. Нема ништо ново да кажам, доколку повторам дека 98% од возачите на спортско корисни возила нив не ги користат воопшто на асфалтот, ниту на вака оштетен асфалт. Но 3008-ката е декларирана како спортско корисно возило и сакам да ги видам манирите на вака лош пат. Ова не е екстремен терен, но мора многу да се внимава поради извонредно оштетениот асфалт. Оно што изненадува позитивно, и ова мора да се внимава. Видовте како лежеше гранката на пола пат, но 3008-ката се однесува зрело. Иако има високо тежиште, контактот со патот е добар. Видовте на вака нагол маневар, јас не дестабилизирав каросеријата, што е одличен показател за квалитетот и динамичките својства на 3008-ката. Сомничавоста кон 1,5 литрениот турбодизел е неоправдана, бидејќи тој има многу добар вртежен момент и можете лесно да го манипулирате моторот и при мал број на вртежи и при мали брзини, а лесно можете да забрзате. Тоа одлично кореспондира со управувањето и подпирањето кои се комфортни. Уште една позитивност е пригушувањето на вибрациите. По снимките гледате дека возам по извонредно оштетен пат, но јас не возам со напор. Напротив, уживам во совладувањето на пречките. Мојата офроуд авантура, ако може да се нарече офроуд авантура, заврши. Се враќам по автопат на кај Скопје. Решив вториот дел од зборувањето да го направам токму тука, за да ја почувствувате атмосферата во кабината. Може да забележите дека е тивко, бидејќи возам околу 130 км на час, бучавата не продира во внатрешноста силно. Едноставно се чувствувате убаво, релаксирано и опуштено. Во моето возење од околу 400 км забележав просечна потрошувачка од 6,7 литри, додека го форсирав моторот и немав милост кон автомобилот, потрошувачката се качи на 7,4 литра. Мене ми се допаѓа не само амбиентот, туку и опременоста на 3008. За цена од 28.640 евра, оваа изведба со 1,5 литрен TDI мотор од 130 коњски сили е вредна за парите. Опременоста е за секоја пофалба, динамичките својства сосема добри, а однесувањето на патот и подобро од толку што очекував. Особено кај оној маневар кога ме чекаше гранката зад свиокот. Ова беше све што подготвивме за ова издание. Следната средба веќе знаете, за 7 дена на истото место во истото време. До гледање.